Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Откако неуспешните блокади на ВМРО ДПМН во собранието пропадна, невидените чекори од Белиот дворец се сведува на протест кој треба да се одржи за 1 месец од сега. Секако, протестот е демократско право на опозицијата. Но тоа што на Мицковски му треба цел 1 месец за да организира еден протест, тоа говори за внатрешните проблеми што тој ги има за да ја задржи својата фотелја во Белиот дворец. Сега, откако неуспешните блокади во собранието пропаднаа, редно е претениците од ВМРО ДПМН да ги закажат седниците на комисиите на кои кочат важни закони за граѓаните. Затоа што се види дека одолговлекувањето не носи ништо. Никој не добива, а граѓаните чекаат. Да не се одолговлекува, туку веднаш да се закаже комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, да се усвојат измените со кои над 17.000 тутунари ќе им се исплатат над 1 милиарда и 300 милиони денари субвенции. Да не се одолговлекува, туку да се донесе законот со кој се обезбедуваат 25 милиони евра за фотонапонски централи со мокност од 30 киловати. На среде економска и енергетска криза. Да не се одолговлекува, туку да се донесе законот за намалување на прагот на ДДВ за регистрација на фирми, што е многу важно за компаниите. Да не се одолговлекува, туку да се донесат 30 закони за намалување на казните, односно усогласување со законот за прекршоци. Народот не сака блокади, а во време на најголема економска и енергетска криза и обиди за вештачко создавање криза е неодговорно. СДСМ и парламентарното мнозинство ќе продолжат да работат за граѓаните, да ги носиме мерки и политики за подршка на стандардот на граѓаните и компаниите во време на најголема светска, економска и енергетска криза. Нема да дозволиме неодговорни политичари за спас на својата фотелја да ја закочат државата. Парламентарните избори ќе се одржат во редовен термин и ќе бидат во 2024 година, а ВМРО ДПМН и Мицковски повторно на тие избори ќе добијат пораз и дебакл. Ви благодарам.